прилика, ако има овде професионални войници. Гледам себе одеднаш, почнувајќи од Југа Љубчо, ДПМН и СДСМ сите зборуват како ќе ги решат нивните проблеми. Не заборавајте дека достоинството тоа што ги построи за прв пат војниците во Македонија пред собрание. Имаше повеќе од 1000 војници построени пред влада и собрание. За таква работа, како што кажа господин Бочтелов, не министерот да се даде оставка, влада паѓа во нормална држава. Во држава каде што имате 2 милиона жители и 3000 професионални војници, да им построите околу 1100 војници. Тоа е страшно, тоа мора министерот веднаш исто ден да даде оставка. Му ги построив неговите војници, му ги командував, а не работам во армија. Ако имаме само непратени, веднаш ќе поднесеме закон за измене и дополнување на законот за служба во армија, за некако што зборуват некои лепеза или не знам какви други решенија. Професионалните војници после 38-та година да продолжат да работат во МВР, во шумска полиција, судска полиција и обезбедување на затвори и други буџетски организации. Мене никој не може да му убеди дека војник на 38 години, кој што 15-20 години работа со оружје, треба да заврши борба како старо железо. Тој тогаш може да биде најмоден, возрастен, искусен, стабилен и може да биде одличен полицаец или чувар. Ќе му направат во касарната на 3 месеци добука и ќе му направат полицаец. Ќе биде сигурно подобро полицаец од некој дете на 20 години, кој што ќе биде пример. Нормално е да треба млади луѓе да се примат во полиција, а војниците не треба да завршуваат на училиште. Треба својата професионална кариера да завршат таму каде што е. За достоинствен живот, достоинствена иднина, достоинство за Македонија.